Нашето предавање Конески во Охрид го започнуваме на култното место на славистиката, токму на она место каде што се наоѓал и храмот на Свети Климент Охридски. Она место каде што на Плаошник ја изградил својата црква. Токму овдека за прв пат пристигнал и Блаже Конески во Охрид во 1945 година на 9.11 по еден сосема друг повод, имено да го пречека рускиот писател Илја Еренбург, кој тогаш се уште патувал по недозавршените боишта низ Европа. Тоа е всушност и првото доаѓање на Конески во Охрид, кое што го опишува во својата книга Дневник по многу години, а всушност токму овдека, во близина на ова место, во вилата Лепа, тој ги поминал првите ноќи во Охрид и токму овдека се родила инспирацијата за некои од неговите песни, како што меѓу другото е и песната Охрид. Слободно можеме да кажеме дека меѓу песната Охрид на Блаже Конески и неговите понатамошни приказни за Охрид, особено приказните за неговите настани во Охрид, има некоја очигледна врска, која што не е само литературна, туку е и стилска, во онаа смисла во која што Конески ги осознаваше своите стилски синтези. Нашето предавање за Конески токму го почнуваме од неговите стилски синтези и од неговата теорија за одломките, имено дека преку определени одломки може да се реконструира определена приказна, а наша цел е токму преку доаѓањата на Блаже Конески во Охрид да ја реконструираме приказната Конески во Охрид, приказна која што представува своевидно предавање во смисла на спознание на Блаже Конески во Охрид. Блаже Конески честопати доаѓал во Охрид, бидејќи Охрид сепак бил нераскинлив дел и од историјата на македонската писменост и од историјата на македонската диалектологија. Патувајќи често од Охрид кон Скопје и кон други краишта на Македонија, кон Дојран и обратно, Конески во голема мера се соочувал со живите места на македонската културна историја, на македонската топономастика, на македонската диалектологија. Неговите понатамошни среќавања со Охрид се поврзани со култот кон Климент Охридски и кон Григор Прличев. Историски најпрво тој култ кај нас се поставил во однос на Григор Прличев, токму по однос на 60 години од неговата смрт, кога 1952-53 година во Охрид се надкренала една иницијатива за оформување на Прличевите беседи. Тоа е иницијатива во која што бил вклучени Блаже Конески и токму во тоа време Конески ја напишува и песната Григор Прличев, но и неговите први студии за Григор Прличев. На темата Григор Прличев, што Конески ја започнал во Охрид во 1953 година, тој ќе ја остане верен до крајот на својот живот. Имено во таа 1953 година Конески бил во домот на Деспина и веројатно нашол некои од материјалите што подосна ги објавил. Тоа е всушност една континуирана акција меѓу Блаже Конески, Харалампие Поренаковиќ и други професори на нашиот филолошки факултет во содејство со значајни писатели од тоа време пред се од Охридскиот крај. Конески е нераскинливо врзан со Охрид и со основањето на Македонската академија на науките и уметностите во вилата Уранија, во која што е покрената токму таа иницијатива за создавање на МАНО и во која што се избрани првите академици. Она што секако за нас е најмногу интересно, тоа е меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој што ја започнал својата дејност во 1968 година. Блаже Конески 13 години со ред ги држал првите предавања на семинарот за македонски јазик, литература и култура заедно со Харалампие Поренаковиќ. Дел од тие предавања се држани во Охрид, во Хотел Палас, дел се држани во Скопје, токму во она време кога Скопје станува и значаен културен центар на Македонија, а тоа е некаде периодот од 72-та до 75-та година, па и понатаму. Дел од своите предавања Конески ги држал во Охрид, од кои што најзначајно е сепак неговото предавање за врската меѓу
македонската народна и македонската уметничка поезија. Овдека Конески имал можност да се среќава со голем број писатели, меѓу другото затоа што Охрид како соседен град на Струга и меѓународниот семинар како соседна манифестација на Струшките вечери на поезијата меѓусебно соработувале токму преку размена на поети и размена на соработници. Она што е особено значајно и што сега сакам да го нагласам е дека токму на првиот семинар за македонски јазик, литература и култура Блаже Конески го држи предавањето за јазикот на македонската народна поезија, а во следните години го држи и предавањето за влијанието на народната поезија врз уметничката. Сакам да истакнам дека во 1968 година Блаже Конески заедно со Оливера Јашар Настева, Димче Левков и други професори на нашиот факултет е дел од комисијата за доделување на наградата Браќа Миладиновци на Струшките вечери на поезијата и токму таа награда му е доделена на Петре Андреевски. Овие податоци секако се значајни, бидејќи Конески во голема мера ќе отвори токму оваа тема. Значајни се и голем број други предавања на меѓународниот семинар што Конески ги држал во Охрид. Нема подобро место да се објасни глаголицата и кирилицата во словенската писменост отколку Охрид, затоа што токму во Охрид ги имаме. Лепа, ако можеш да снимаш. Тајно. Се наоѓаме на уште едно култно место на кое што Конески честопати доаѓал. Најпрво заедно со своите колеги Димче Коцо, подоцна Цветан Грозданов и други историчари на уметноста, со кои што доаѓал често на ова место и ја гледал реконструкцијата на црквата Света Софија, која што во време на Отоманската империја била претворена во џамија. Токму на ова место, во оваа црква, при реконструкцијата на фреските, Конески првпат го догледал Ангелот на Света Софија и ја напишал песната Ангелот на Света Софија некаде 1952-53 година. Во 1981 година ова место беше преполно со поети од сиот свет, како и со семинаристи, бидејќи токму таа година на ова место му е доделена наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата. По тој повод Блаже Конески одржа пригодна беседа, а беседа за него одржа народна песна. Се наоѓаме на култните скали, на кои што се сликани, фотографирани голем број учесници на семинарот за македонски јазик, литература и култура, заедно со своите лектори и со предавачите на летната школа. Овде зад нас е Хотел Палас, на вториот кат е директорскиот апартман, наоколу се собите во кои што престојуваа семинаристите од 68 година па некаде до крајот на 20 век. Овдека се наоѓаа масите на кои што учествуваа во славистички разговори голем број семинаристи, а сега повека се движиме по онаа патека по која што минувале голем број значајни слависти од 1968 година. Го имаме предвид тука дека на ова место поминувал Реджиналд Дебреј 1968 година, 69 година дека тука поминувала Рина Усикова, дека тука биле Збигнев Голум, дека тука биле значајни слависти од што се интересирале за македонскиот јазик. Ова зад нас е клубот, односно диското Пала, во кое што се држија предавањата. Ретко дека постоел таков славистички центар во кое што на едно вакво место се држале значајни предавања. Токму самиот амбиент некогаш овозможувал и за поинвентивни предавања, па јас во оваа пригода само ќе го спомнам предавањето за интерпретацијата на песната Ленка на Блаже Конески во 1979 година. Пред Конески да го одржи своето предавање, артистката Цветанка Трпкова вдахновено ја изрецитира Ленка на Блаже Конески.
Токму овдека, значи Блаже Коневски ги држеше и своите најзначајни предавања, од кои што ќе спомнам само некои. Во прв ред ќе го спомнам предавањето за неакцентираните вокали, за редукцијата на неакцентираните вокали во македонскиот јазик. Исто така ќе ги спомнам и сите оние предавања за развојот на македонскиот литературен јазик што се држени токму на ова место. Толку. Токму на ова место, во ресторанот на Депендансот на Хотел Палас, се држеа предавањата на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура и се одржуваше научната дискусија 90-тите години на минатиот век. Токму во оваа просторија, на 15 август 1987 година, Блаже Коневски го слушаше предавањето на Манфред Јенихен за неговата поезија. Токму на ова место се држени и голем број научни предавања и на ова место присуствувале значајни лингвисти од тоа време. Ќе ги спомнам Волф Ошлис, еден од најчестите учествувачи во семинарот за македонски јазик, и исто како што можеме да споменеме и голем број значајни лингвисти од тоа време. Ресторанот се уште работи, а потоа семинарот се одржувал во просториите на Факултетот за туризм. Токму на ова место, кај што некогаш била старата официја калдарба, дошле нашите стари професори, тогаш во својата витална младост и членови од Друштвото на писателите на Македонија, да ги отворат Прличевите беседи во чест на Григор Прличев. Дошле кај ќерката на Григор Прличев, Деспина. Меѓу нив без друго бил и Блаже Коневски, биле Харалампија Поленаковиќ, Јован Бошковски и други. Сакам да истакнам дека Коневски не беше архивист, како што беше Поленаковиќ, и тук пак беше хроничар, како што беше Јован Бошковски. Но токму благодарејќи им на нивните записи, денес можеме со сигурност да тврдиме дека и Коневски бил токму на ова место и дека овдека всушност се инспирирал од Григор Прличев. И Григор Прличев останал негова непресушна инспирација од 1953 па се до 1993 година. Можеме слободно да претпоставиме дека токму овде во овој дом, во домот на Деспина, Прличев ги нашол и оригиналите на говорот на Прличев по повод завршувањето на школската година 1866 година. Предпоставуваме ги нашол во 1953 година. Прв пат ги објавил во 1966 година. Токму по повод јубилеот 100 години од говорот на Прличев, што Прличев го одржал кај црквата Свети Климент Охридски, односно Богородица Перивлепта, и на тој говор постојано му се навраќал, проучувајќи го Охридскиот говор и проучувајќи ги Охридските старини. Немаме голем број податоци колку пати бил Коневски во Охрид, но без друго бил многу пати, иако токму во овој дом, кој што подосна беше и домот на професорката Лилјана Минова Ѓуркова, престојувале и голем број семинаристи, кои што, меѓу другото, постојано поставувале едно прашање: зошто го нема Коневски во Охрид или зошто Коневски не е во Охрид меѓу семинаристите. Слободно можеме да кажеме, Коневски постојано бил присутен во Охрид со своите дела, со своите истражувања, и ова наше предавање има за цел да го покаже токму тоа. Бидејќи Коневски прв пат дошол во Охрид 45-та година, може би последен пат бил 87-та година, но никогаш не ги
оставил Охридските ракописи, никогаш не го оставил споменот за Охридската книжевна школа и за Охридската природба.